вечер во уште едно издание на Анализа 24. Еврокомесарот Јоханес Хан четврти пат во последните 5 месеци е во Скопје, во обид да го спаси договорот од Пржино. Во тек е лидерска средба на која присуствуваат четворицата лидери на најсилните партии заедно со комесарот Хан. Дали Хан ќе успее да го спаси договорот од Пржино или политичката криза ќе се продлабочи? Одговори вечерва бараме од подпредседателот на СДСМ Дамјан Мачевски. Добро вечер. Добро вечер. И председателот на Либералната партија Иван Величковски. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Во завечерашната емисија поканети беа и представници на ДУИ и на ВМРО ДПМН, но како што веќе е обичај, тие ја игнорира поканата. Господине Мачевски, ви благодарам што директно од лидерската средба дојдовте во студиото на 24 вести. Докаде се преговорите? Имаме ли решение? Добро, пред се ви благодарам на поканата. Навистина испадна случајност дека денеска имаме и ваква средба, а нормално емисијата договаравме порано. Се надеваме на најдоброто, меѓутоа се уште е рано да се каже. Знаете, стана обичај во Македонија во последно време договорите да паѓаат рано наутро, така што очекувам дека овој пат така ќе биде. Има ли нешто што е договорено, бидејќи лидерската почна пред неколку часа? Дали барем нешто е договорено или статус кво? Се уште рано да се каже, ќе сватите дека преговорите во моментов се во тек и дека на крајот на крајшта немам ни најреална информација од последниве половина час минул. Господине Величковски, вие на Твитер се појавите со една интересна порака, нели, дека на крајот, да парафразирам, сепак Хан ќе дојде и ќе се договорат заев и Да, па мислам дека денеска веќе никој нема илузија дека овие преговори се резултат на една, би нарекол, на еден траљав преговарачки процес и на траљав договор кој што беше спакуван некаде кај 2 јуни. Траљав велам затоа што во суштина јасно е дека власта ги има прекршено надминато сите норми и јасно е дека ние воопшто немаме зашто да зборуваме веќе околу ВМРО, ДПМН, владење на правото и слично. Јасно е дека воопшто тука нема за какви стандарди да зборуваме или за политичко однесување, но остана неразбирлива желбата на СДСМ да го врати, така да кажеме, процесот, односно да прифати, да ретерира во одредени прашања и заради тоа впрочем се и нашите најголеми разлики. Проблемот е што денеска имаме еден договор во кој СДСМ беше вовлечен, вшмукан во институционалното решавање и го доведа до, јас би рекол, неприродна позиција која што како опозицијска партија и СДСМ не можеше да ја сака, односно да биде дел од влада на Груевски и Заев. Сега, заради тоа е природно дека денеска ќе се јават едни вакви состојби во кои имаме влечење на преговори, а пазете, сите рокови кои што беа поставени како светиња веќе се пробиени. Значи, било каков рейтинг или доверба во она што ќе го каже Груевски, нормално дека човек не може да има. Кој ќе видите се тоа што се случуваше со Јанева, со изборот, со половичниот избор на нејзините соработници, јасно ви е значи дека тоа било направено за да не успее. По исто време, јас можам да ги разберам единствено оние медијатори од Европската унија и притисокот, значи, и на Соединетите американски држави на Европската унија, затоа што нормален е нивниот концепт дека во земја која што теоретски е кандидат за членство во Европска унија, институциите треба да владеат правото. Но на крајот на криштата мислам дека и тие мора да се соочат со фактот дека премногу долго замижувале на премногу работи и сега заради тоа мислам дека е време да се бараат малку повеќе, би рекол, алтернативни решенија. Затоа има уште многу кратко време, затоа што забележувам дека чекор по чекор се прави одстапница и одредени аргументи на Груевски стануваат предоминантни. Не аргументи во смисла на исправност, туку негови желби и негови проекции стануваат реалност. Последен пример за тоа е, да речеме, изборниот законник, каде што од една голема еуфорија, од еден голем така наречен притисок за формирање на изборна единица Република Македонија како промена на изборниот модел, за жал надвладеа неговата позиција во која што тој инсистираше минимум на останување на 6 изборни единици. Значи, зашто го кажувам? Јас ја разбирам потребата и ги разбирам, не би рекол проблемите, туку ги разбирам ризиците со кои е соочен Социјалдемократскиот сојуз во преговорите во Пржино. И при тоа, значи, да се разбереме во уште нешто, сигурно ќе се согласи и Манчевски. Значи, со сите овие нервози кои што ги покажува Груевски, она инфантилно доцнење на Бејли при отварање, да речеме, на не знам, ваков или таков објект,
тоа можеби тој ги смета за мачо докази за некаква силина. Реално, тие само ја покажуваат слабоста, односно инфантилната политика што ја води сега неговата влада и тој. Но за жал може да ги користи инструментите на неприродноста на Пржинскиот договор и неговите анекси, во кои опозицијата во собранието што беше до сега е затапена бидејќи станува де факто власт. И тука сега како опозиција мораме да бараме начин, всушност како да се внесе опозиција да постои во собранието и во преговорите. И уште еден ризик дозволете кој што е општ и тој не се однесува само на партии и на поединци. И исклучена е јавност. Нема транспарентност во процесот и се погласни се сите сомневања дека всушност веќе тука имаме подземен процес на договарање. После ако дозволите ќе наметнам една дилема, но да не го земам премногу време. Мачевски, има ли такво договарање подземно како што вели личност? Па, прво ќе се наврата на некои други моменти. Знаете како многу е лесно да се зборува кога човек ги следи состојбите од страна. Социјалдемократскиот сојуз, особено Зоран Заев, беше исправен пред една огромна дилема и покажа голема храброст кога го започна процесот на објавување на така наречените бомби, односно нелегално прислушуваните разговори од страна на тајната служба на Груевски и Мјалков. Тоа беше процес кој што траеше. Тоа беше доста болен процес за целата земја и за нас, и тоа кој што ја конечно донесе вистината за Македонија на виделина. Овој процес ја соголи власта. И ако мене ја прашувате, со Никола Груевски е завршен. Во моментот кога почнавме да ги објавуваме тие разговори. Че јас немам никаква дилема дека после 24 април, односно многу порано со тоа што ги поднес оставка, Никола Груевски веќе политички нема да го гледаме во Македонија. Она што е многу важно да се каже е дека бевме исправени пред уште една голема дилема поврзано со преговориве. А тоа е протестот на 17 мај, најголемиот протест во историјата на Македонија, најголемиот собир во историјата на Македонија. Имавме една голема дилема. Кога и како тој протест ќе заврши? Едното сценарио беше она што го реализиравме, односно тоа да биде протест пред влада кој што ќе продолжи и ќе трае и ќе врши притисок се додека не се постигне некаков договор. И второто беше да се влезе во владата. Ама во таа ситуација, при влезот во владата, да не бидеме наивни, ќе имаше физички судир, вооружен најверојатно, и ќе имаше надгробни споменици. И затоа велам, многу е лесно кога страна се наблюдуваат процесите, а многу е тешко кога треба да се донесе одлуката за нечие име на одреден надгробен споменик. Тоа е тешка одлука. И ние затоа се решивме дека ќе поминеме низ овој мачен процес точно на преговори, знаеме со кого си имаме работа, но мене ако ме прашувате со човек кој што нема никаков веќе политички кредибилитет, за да пред се никој од граѓаните не страда во овој процес. И за да можеме да стасаме до конечно финале на ова на 24 април. Затоа ги правиме преговорите. Инаку пазите, со подписот на договорот на 15 јули, односно 2 јуни, Никола Груевски се потпиша својата оставка и својата реално политичка смрт. Но зошто прифативте таинственост на договорите? Без малку како да бираме папа, ние чекаме надвор само да се појави белиот дим, нели, за да знаеме дали има договор или нема. Зошто јавноста е исклучена тотално од договорите? Прво, не дали има договор или нема, договор има. И ова е работна група, не се преговори. Ова е работна група за спроведување нешто што е договорено. Но малце потешко е. Сосема сте во право заради едноставно ставот на власта да негира самите меѓу себе, да се негираат едни со други, да го негираат тоа што го потпишал Никола Груевски. Јас не знам дали тој во моментот не бил свесен што потпишува или неговите први соработници го изманипулирале и погрешно му толкувале некакви одредби. Јас на негово место да ви кажам искрено, оној договор не би го потпишал. Затоа што тој договор значи крај на неговата, дефинитивно крај на неговата политичка кариера. Ова е работна група за имплементација на договореното. И знаете како, се што не му беше прифатливо ако го земеме од јануари оваа година навака, Груевски полека се прифати. Сеќавате, викаше дека немаме доволно материјали разговори. Покажавме ке имаме. Ке нема преодна влада, ке има. Дека нема да дава оставка, ке ја даде. Дека нема да имаме предвремени избори, ке имаме. Се што негираше ке прифати, дека ке нема специјално јавно обвинителство, има. Се ке се реализира од договореното. Така што ние сме цврсто определени за целосно почитување на договорот од 15 јули 2 јуни. И така тоа ќе остане.
Да се префрлиме на оно што е договорено. Една од точките кои беше договорено е тимот на Катица Јанева да биде избран. Но денеска повторно гледаме гимнастики од Советот на јавни обвинители, па де за утре презакажана седницата. Имате ли конечно договор дека утре ќе биде избран тимот на Јанева? Јас не би можел ништо да кажам на оваа тема, затоа што пред се тоа зависи од Советот на јавни обвинители. Тие се доволно свесни веројатно за тоа дека го прекршија Законот за специјалното јавно обвинителство со нивната одлука од минатата недела и дека на некаков начин го прекршија со тоа и договорот од 15 јули 2 јуни. Значи за Социјалдемократскиот сојуз, онака како што кажавме кога тоа се случи минатата недела, во овој момент договорот од 15 јули 2 јуни не е активен. Се додека не се избере целосно целиот тим што го предложи специјалниот јавен обвинител. Се понатака за нас не е предмет на договор додека ова не се почитува. Го разговаравте ли ова денеска? Апсолутно тоа се разговара цело време и во претходните неколку дена. Има гаранција дека утре ќе биде избран тимот? Со оваа власт и со Никола Груевски нема гаранции за ништо. Да почекаме утре да видиме дали ќе се реализира тоа што е прекршено во договорот. Господин Величковски, како вие ги коментирате овие гимнастики? Те пола тим избран, пола не избран? Па сега соговорникот убаво си кажа една работа и јас морам да ја пофалам неговата храброст. Со оваа власт нема гаранции. Само не разбирам како со оваа власт седнувате и преговарате. Најдиректно кажано. Инаку во однос да се вратиме и на 15 мај кога беше една поширока средба околу тоа каков да биде протестот. Искрено речено јас ја изнесов дилемата дали има смисла да се собираме и после да си одиме дома, некои концерти си глупаме, музика, малку ово. Не, овде бара нешто друго. Јас, за волја на вистината, ги гледам сега протестите во Црна Гора и еден детал кој што е многу интересен, но е ултиматум кој што му е упатен. Значи, опозицијата упати ултиматум. Дечки, до тогаш одите или после тоа продолжуваме. Ние бевме подготвени за такво сценарио и понудивме да соработуваме тука и цврсто стоевме на тоа. Едноставно со режим не се преговара, ако сакаме да го наречеме режим. Сега, бидејќи, јас се разбирам, значи реториката мора да биде смената, бидејќи СДСМ треба да биде дел од владата. Јас ја разбирам, значи уште еднаш ќе кажам таа непријатност, затоа што таа е непријатност за сите што сме во опозиција. Но мораме да најдеме сега начин како да ја изместиме таа игранка, која што всушност Груевски малку ја наведе на своја воденица. Ние де факто и немаме некоја транзициона влада. Ние имаме некој транзиционен период, ама владата се бира како политичка влада. За жал, оние ситни детали тука се кријат финесите. Да речеме министрите, министерот за внатрешни треба да биде избран со согласност од ВМРО, ДПМН и ДУИ. Ама СДСМ не треба да даде согласно за тоа кој ќе биде мандатар на владата од јануари. Тоа се малите финеси. Но мислам дека консултација е, дека не. Знаете како е сега? Поентата е во следното. Ние мораме да му го избиеме секој аргумент на Груевски дека може да ја води игранката. Во овој момент, со прифаќањето на нови изборни правила, со прифаќањето на нови избирачки список, тоа не е така. Замислете, нашата промена сега во изборното законодавство, меѓу другото, покрај оние фасцинантни промени во Државната изборна комисија, во која се воведува за прв пат одлучувањето со консензус за прашање на барање на етничка заедница. Значи нешто што е надвор од Бадинтер, да не збориме значи, за тоа што е надвор од Устав. Но се воведува нова пракса, но да се вратиме на избирачкиот список. Ајде сега да ги оставиме сите варијанти на техничка и теренска проверка. Еве да речеме дека тука стручноста на Државната изборна комисија ќе надвладе над политичноста. Но замислете, ние имаме избирачки список кој што останува практично ист. И кој што во тие промени, да ви кажам право, ама не верувам дека 1% од тој список ќе биде променен. Значи, ако сакаме да се криеме цело време за тоа, знаете, сега се преговори во тек, па не можам да кажам ништо, можеме да зборуваме и така. Ама мораме да... Господин Величковски, имаме договорено, или фотографии да има на... Одлично, еве имаме фотографии. Јас сум ви дал на вас 5 лични карти. Гласате на 5 избирачки места со фотографии направени на 5 лични карти. Па вие гласате на 5 лични места, на 5 избирачки места. Вие сте тој на фотографијата, ама 5 пати пак ќе си го заокружите личето. Значи, затоа го поставам прашањето кога се преговараше, зошто не се прифати барањето на Либералната партија за две основни работи. Попис и концентрациона влада минус Груевски и Груевизмот. Така се преговара. Ако сакате да преговарате, го елиминирате тој кој што спречува преговори и кој што довел до ваква ситуација, па после можеме да преговараме со рационалниот дел. Вака за жал
Сега мораме да ги бараме дополнителните моменти. Еве, сакам да чуем вечер во СДСМ дали би се согласил да речеме на еден предлог кој што беше изнесен на наша страна и до ОПСЕ. Еве, најотворено го кажувам. Читачи за отисоци на прсти. Бе 15 лични карти да имате еден отисок на прст. Што еднаш во системот влезе, ќе се види. Нас ни беше објаснато дека во опозицијата имале проблем, тоа било скапо. Абе, ве молам. Значи, ние сега треба да видиме што е поевтино. Легален, фер, демократски изборен процес или да заштедиме, што, не знам, 400-500 евра. Значи, 400-500 евра си вие едно, не знам, копито веројатно на Буќефал. Заврши таа приказка, нема тука лажна одговорност. Де факто одговорност. Сакате да видиме кој ќе излезе на гласање. Системот може да не функционира. Видете, тој може да не функционира. Ќе го пробате 5-6 пати и ќе видите. Вака со ваков избор, значи изборам ќе се направи тест проби. Ама имате еден отисок на прст, нема да го пресече прстот па да го шета од избирачко место на избирачко место. Така. Ние мора да обезбедиме еден глас од еден човек. Вака не ги елиминираме основните причини заради кои не се признава изборните резултати. А за жал со влегувањето во собранието врз основа на договорот се признава. Господин Мачевски, дали вака како што ги договоривте изборните закони, сметате дека се доволно добри за да се прочисти избирачкиот список или повторно ќе имаме проблеми на изборите? Добро, прво рекол, ај сега се вратиме во реалноста. Значи вака, ниеден избирачки закон, ниеден, не е отисок од прст, крвна група проверување, не може 100% да ви гарантира дека избирачки список е точен и дека изборниот процес е 100% коректен. Главен аргумент за тоа е дека пред се треба да има политичка волја. Што сакате ставите во закон? Каква сакате техника? Не постои, не знам, вонземска техника 100% сигурна. Ако некој сака да го изигрува системот, ќе го изигра. Добро, но ние знаеме, барем затоа, вие така тврдите дека некој го изигрува. Затоа поставуваме неколку типови на механизми за да имаме контрола максимална на целиот систем. Сега не знам дали господинот Ивон Иличковски, мислам дека нема доволно информации, баш ме интересира од кај му се овие информации, дел да точно не се точни. Меѓутоа само ако гледа врз база на тоа што е објавено во јавноста, за жал многу шпекулации има во јавноста што не се точни. Она што сакам да го кажеме дека имаше во однос на избирачкиот список, ако зборуваме. Реално два начина за негова поголема коректност. Нема 100% да точност, такво нешто не постои никаде во свет. Или да се воведе активна регистрација на гласачите, која што може да се врши на неколку различни начини, и луѓето кои што гласаат пред да гласаат додат да се регистрираат некаде за да можат да гласаат, или да направиме теренска 100% целосна проверка на избирачкиот список, што е барање на СДСМ и опозицијата уште од 2013 година. Така што за нас ние не гледавме никаква разлика помеѓу едниот или другиот принцип. Во текот на овие разговори за нас двете варијанти беа прифатливи и на крај се договоривме за целосната теренска 100% проверка на избирачкиот список во комбинација со проверка на датабазите кои што постојат во моментов во Македонија. Тоа се Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи, Управа за водење на матични книги, Фондот за здравство. Прилика тоа се институциите кои што имаат некакви релевантни податоци во однос на идентитетот на граѓаните. Во комбинацијата со овие две работи ќе добиеме колку толку коректен избирачки список. Далеку различно од тој што е сега, господин Евчевски. Значи, тотално не ви држи трезата. И затоа мислам дека ќе добиеме едно поголемо прочистување на оние девијантни појави избирачки список кои што и претходно СДСМ и опозицијата ги имаше детектирано. И ги јави во јавноста и ги пријави. Така што мислам дека ќе имаме сепак механизам во однос на проверката на избирачкиот список кој што до сега сме го немале и кој што конечно ќе изврши некакво прочистување. Во однос на ќе се врата малку и на со преговорите. И генерално зошто се разговара и зашто се преговара. Видете, ние за овие работи зборуваме одамна како опозиција и превземаме работи за да ги решиме. Меѓутоа не е коректно понекогаш да се користи политичка ситуација пред појавувањето на кризата се да било вред. Сега тоа гледам, не зборам тука за вас, голем број на политички партии, особено помали, ја користат приликата за да отворат некои прашања кои што претходно не ги отварале. И тоа да не постоеше вистината за Македонија, целиот тој проект. Да не постоеше климата која што создадовме во јавноста. Драстично променета од онаа во јануари
например, јануари 2015 година. Денеска немаше да разговараме за оставка на Груевски, за избори предвремени, за предвремена влада, за ваков или таков начин на заминување на Никола Груевски. Не, тоа ќе беше една сосема друга мислена именка. Ето, денеска сме овде, само единствено заради тој процес и она што го направивме заедно ние од коалицијата. Значи не е тука само СДС. Заедно и многу граѓани кои што дојдоа на тој протест, граѓански издруженија, кои што не се политички определени, кои што дојдоа таму затоа што веруваа во таа вистина. И се уште веруваат. И од она што ние се обврзавме дека ќе го направиме, од ништо не настапа. Се спроведува онака како што им ветивме на граѓаните. Сите ветувања кои што ги дававме, на крај ќе се спроведат. На крај и на 24 април ќе се спроведе ултимативното заминување на ДПМН од власт. И тоа е неизбежно. Ова е неизбежен и реверзибилен процес, кој што е започнат и никогаш повеќе нема да се врати, е разлика кои ќе се сопките на попат. Меѓутоа, навистина ќе ни треба поддршката од сите и апсолутно е вредно да се разговара за сите овие ваши предлози кои што ги кажувале. Меѓутоа, една изборна единица беше предлог и на Социјалдемократскиот сојуз. Токму имајќи ги во предвид барањата и на помалите партии, како Либералната партија, но и барањата на граѓаните за поголем демократски процес, демократизирање на процесот на избори. Меѓутоа, ние не сме на власт. Ние немаме моќта. Тоа беше наше јавно барање и за тоа се боревме. Ако сметате дека главното прашање околу тоа дали ќе има фери демократски избори во Македонија изборниот модел, мислам дека тоа не е така. Дека се многу други работи на кои што Никола Груевски успеа да краде гласови, отколку изборниот модел. Ние се фокусиравме на овие прашања да ги затвориме. За да можеме веднаш по смената на власта, веднаш, еве се обврзуваме, да го смениме изборниот модел и да воведеме една изборна единица во Македонија, кое што е факт најдобро политичко решение, најфер, најдемократско. Треба да разговараме и за отворени листи. Апсолутно. Во Македонија фали демократија, во Македонија фали слободно изразување на граѓаните. Меѓутоа, тоа можеме ние да го направиме. Позиција и вие од позиција кога ќе имаме тие механизми ги имаме на располагање. Ние сега се бориме за не ги имате тие механизми, тука е проблемот, значи сега ајде вака. Вие се сеќавате кога се слушнавме на денот на изборите кога не ги признавте. Вие се јавивте, ве упатив на тоа дека нема зошто ние двајца да разговараме, јас ќе разговарам со тој со кој што треба. Бидејќи донесовме одлука без консултација со СДСМ да не ги признаваме резултатите од изборите. Тоа беше направено не заради суета, тоа беше направено заради практичност. Зошто да се објаснуваме 3 пати. Исто да се однесува сега и ново. Значи, Пржевскиот договор, слабостите што ги има и оние генерирање слабости што се веќе ги произведува и вечерва. Пржевскиот договор е последица на политичка криза. Политичка криза или политичка состојба, како што мнозинството сакаа да го дефинира пред тоа. Но таа својот извор го има во 2014, во 2013 локални избори, во 2012 бркање на пратеници, во 2011 предвремени избори, во 2008 предвремени избори. И ако забележувате, всушност оние аргументи кои што ви ги дававме, дека изборниот модел генерира резултати и генерира триења меѓу политичките сили кои потоа ги надминуваат капацитетите на политичките сили и оваа голема лидерска четврка, лидериштава кои што се собрали, и денеска мора хан како мали деца да доаѓа да ги влече за уши. И тоа е проблем во кој што најголемиот дел од одговорноста да го носи Груевски. Но од вас, од нас, од сите очекуваат луѓето решение заради тоа што не се задоволни од Груевски. Сега, кога имавме можност Пржино да биде дефинирано како точка од која што денот Д започнува, остајте ова сега ќе заврши власта вака, ќе заврши така, Груевски ќе си даде оставка. За жал, тој си купи со вашиот подпис уште 6 месеци. Тоа е тоа што јас не се согласувам. Второ, услов можеше да биде поставен, како што поставивте услови за другите работи кои беа дефинирани внатре, и како што и тие поставија услови за други работи кои беа дефинирани внатре, од моментот кога изборниот модел не беше ставен како услов и пописот, ве подсетувам, барање од кое што вие се откажавте како партија. Значи, тие две работи се клучни точки со кои не се согласувам во стратегијата на водењето на пржинските преговори. Во тој момент кога ние немаме попис, нас ние веќе сите други теренски форми на проверки ве мола. И како го рековте, ќе имаме колку толку подобар избирачки список.
Вие верувате, за жал, во добрата политичка волја на Груевски. Еве, јас можам да ви честитам на добрата намера, ама јас не му верувам и немам намера да му верувам. И тука е целата разлика. Сакам да го гледам процесот многу пореалистично. И сакам да ги гледам повеќе замките кои што ни се на патот, одошто со добра надеж ние да очекуваме дека ние нив нешто со лепа, тие нас нели ќе ни вратат лош. Не. Ова е политика. И во таа политика ние сме должни, барем оние кои што сакаме опозицијата да ја видиме, да ја замени власта, ама при тоа да настане промена на системот, да дојдеме до реални практично податоци и до реални изборни резултати. Второ, ајде сега уште неколку замки во пржинските преговори и во она што значи сега еве закон за ограничување на пристапот до објавувањето на новите бомби. Па добро, ризикот на сите ни е јасен. Ризикот е во тоа што сега и новинарите веројатно ќе треба да имаат сертификати за за пристап до класифицирани вториот дел од информации. емисијата, да се задржиме на изборните закони. Значи, не одговоривте, господине Бачевски, за Бадентер во државната Дозволете изборна само уште комисија. една работа. Изборниот модел е изворот на кризата, начинот на продуцирање на гласовите. Робусните мнозинства беа потребни во посткризната 2002 година. Може би беа функционални во 2006. Затоа беше неопходно изборниот модел една изборна единица за реална политичка представеност и за реална етничка представеност, ако сакаме кохезија. Извинете. Господин Мачевски, има ли договор за Бадентер во ДИК? Денеска излегува информација дека тоа е договорено, иако претходно вие тврдевте дека нема таков договор. Не, таква работа нема договорено и навистина ми е жал, господинот Величковски, навистина нема реална информација од тоа што е договорено и што секи има во изборниот законник, да не правам овој за законов за криминализација фактички на објавување нелегално слушување и разговори. За разлика од него ние сме конзистентни во нашите ставови. И сега да зборам за избирачкиот список. Штеренската проверка на избирачки список ја бараме од 2013 година навак. Цело време. И таа ќе се спроведува не од страна на некоја си државна институција, туку од страна на Државната изборна комисија со наблюдувачи од сите заинтересирани политички партии со меѓународна контрола. Значи не е некаков процес да некој некому верува, напротив, за се што се договараме во овој договор, во сите елементи на спроведување на овој договор, за разлика од порано, сега опозицијата е активно вклучена. И затоа разговараме и за вклучување во владата, не во власта, во владата, за да активно можеме да ги следиме состојбите и да можеме влијаеме врз прекршување на изборните правила. Она што мислам дека ќе треба да се каже дека, знаете како, политичката теорија е едно, ама пракса е нешто сосема друго. И сега многу ми се битни се овие демократски дебати околу изборниот модел, ја ќе кажам повторни отворени листи и многу други отворени прашања. Ама интересно е како не беа проблем пред 15 јули, 2 јуни е кога да кажеме, не дека некој многу ги споменуваше, и сега одеднаш преку сакаме сите теми, сите проблеми во држава што се наталожиле, а со 10 години владење на Груевски, веднаш, преку ноги да ги решиме. И за жал тоа не е возможно. Затоа ќе кажам, нашата добра волја е најдобронамерна. Апсолутно сме отворени кон сите политички партии, граѓански здруженија, граѓани кои што имаат предлози да ги достават и заедно се договориме, без разлика кај кого ќе се јавите. Никакви суети, дали кај мене, кај господинот Заев или кај некој друг. За да изградиме заедничка платформа, она што ние денеска го викаме визијата за Македонија, ќе видиме како ќе се преточи во програма и ќе можеме да ја реализираме заедно после 24 април. Мислам дека е наивно да се верува дека сите овие големи, крупни политички реформи не е само изборниот модел. Македонија заостанува прашање на слободата на изразување, што е клучно прашање, во однос на медиумите, во однос на економските прашања. Дека сето ќе се прекрши преку еден договор во рокот само неколку месеци илузорно се верува. Значи Бадентер во ДИК дефинитивно нема. Не, постои гласање со мнозинство, она што е договорено, значи со апсолутно мнозинство, и доколку е загрозен интересот на одредена заедница со образложение како е тоа загрозен, се враќа на доработка во правната служба, а подоцна откако евентуално ќе се промени таа одлука би се гласало со консензус. Меѓутоа, постојат механизми. Не може било кој член на Државната изборна комисија да го покрене овој принцип на гласање за било што.
И тоа не е на етничка линија, туку на вистина се работи за треба да постои принципиелно образложување зошто се бара овој начин на гласање. Меѓутоа, генерално, начинот на гласање е со апсолутно мнозинство. И тука немаме никакви дилеми околу тоа. Меѓутоа, пазете, можеме да се зборуваме за изборниот законник денеска и во детали, ако сакате. До каде е, што и така натака. За нас, колку не се разреши прашањето со специјалниот јавен обвинител, односно до комплетирањето на тимот и целосното почитување на договорот од 15 или 2 јуни, изборен законник денеска не постои. Како што не постои ни овој договор. Така. За другите спорни прашања од договорот од Пржино, порекланите. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќна добитничка на 100.000 денари. Овој пат е Милановска мица од Куманово. И па на здравје кафе со Елит кафе. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Време е за нова Корола. Поголемо задоволство за 15% пониска цена на сите модели на Корола. Одбери Корола со вклучени алуминиумски бандажи за секој купен модел. Вози и уживај. Ве очекуваме во нашиот салон. Toyota, always a better way. Volume Glamour FA Push-Up Mascara. Bourjois Paris. Врвен поглед. Врвни достигнувања. Новиот Mitsubishi Outlander со над 100 нови подобрувања. Врв во својата класа. Ново. Даб лименка од 0,5 литри. Златен даб. Штеди секој ден само во Тинекс од 5 до 25 октомври. Чадена свинска печеница со лета 345 денари, екстра мешан кашкавал 345 денари, маслиново масло Гочија Диоро 189 денари, чоколадо Дорина 99 денари, сок фруктал 39 денари, детергент за перење алишта Первол 215 денари, вкупна заштеда 257 денари. Тинекс, секој ден со вас. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пејсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Господин Мачевски, она што неофицијално излезе од преговорите во Пржино денеска е дека СДСМ инсистира публикувањето на премиер да не важи за наредните премиери, туку само за Никола Груевски. Имаше многу неофицијални информации во јавноста во последно време во и околу овие разговори кои што се далеко од вистината. Така што наистина не би коментирал нешто што е шпекулација. Она што за нас беше важно, тоа го постигнавме, е дека овој премиер Никола Груевски ќе даде оставка за да се реши оваа политичка криза. Затоа што пазете, оваа мерка се стави во законот, односно ќе биде ставена во законот заради резултат на оваа политичка криза. Инаку која е потребата за некоја таква мерка,
доколку во државата едноставно се функционира како што треба, имаме функционална демократија. Така што за нас се тоа апсолутно ирелевантно прашање, навистина тука немаме никаков проблем околу тоа. Битно ни беше да Никола Груевски, овој премиер, сега замине и тоа така ќе се случи, за да можеме да имаме некаков транзиционен период се неговото целосно заменување, односно заменување на ДПМН од власт. Дали го договоривте спорниот закон за цензура на објавување на бомбите? Пратеникот на ВМРО ДПМН Крсто Муковски преку парламентарната говорница рече дека на 20 октомври вие како попчиња ќе го изгласате. Па добро. Тие рекоа дека ќе го поднесат и нема да го повлекуваат, нели ден таа па го повлекоа. Кажав, значи ДПМН се што кажа во последниве, не знам, 9-10 месеци, се порече и се потоа обратно направи. Така што апсолутно не би ги сваќал сериозно неговите изјави, но на крајот на криштата нивна е одлуката што тоа ќе направат и дали директно, повторно ќе го скршат и договорот од 15 јули 2 јуни. Да биде јасно, овој закон апсолутно не е обврска од договорот од 15 јули 2 јуни. Овој закон е единствено наметнат од нивна страна заради стравот од она што е вистината за Македонија. Заради тоа што знаат што се имаат правено и знаат која е опасноста од понатамошно евентуално објавување на криминалите во кои што биле инволвирани. Многу од нив слушнавме. И апсолутно е сигнал на страв. За нас ова не е дел од договорот и секако дека има други приоритетни прашања од овој договор кои што сега не се исполнети и кои што прво мора да се исполнат за да можеме да разговараме за нешто вакво. Ние сме отворени за разговори за сите оние прашања кои што значат и почитување на основните човечки права, но и нормално заштита од некои екстремни ситуации. Секако, што и да се случува во однос на овој закон или теми поврзани со овој закон. Тука е и закон за така наречените свиркачи што се всушност објавувачи на материјали. Се мора да биде во согласност со европските нормативи и правила и мора императив да не биде заштитата на човечките права и слободи. Само еден пример ќе кажам. Не може медиумите не сме да бидат санкционирани за објавување на нешто што друг го на крајот на криштата објавил. Само еден пример за. И тука е затоа многу сензитивна темата. Меѓутоа, пазете, за нас овој нема некаков голем временски императив. Тоа е тема наметната од партиите на власт и едноставно дали ќе се договориме или не на таа тема не е во корелација со договорот од 15 јули 2 јуни. Тогаш зашто воопшто прифаќате да се разговара на таа тема и зашто не го блокирате како услов? Господин Величковски, навистина сметам дека немате доволно информација од тоа што се случува во разговорите, така што малку се паушални, вашите изјави. Јасно е дека после ние ќе ги посетата на заштитиме Израел апсолутно основните човекови права и слободи. Всушност, да не забораваме, ние овде можеме да зборуваме што сакаме. И да се правиме дека многу работиме во заштита на нечии права и слободи. Ама има луѓе во затвор. После посетата и тие на луѓе Израел во затвор, немате право тие на луѓе вакво во нешто. затвор навистина треба да размислиме и за нив и на сите идни. Луѓе кои што биле доведени во опасност да завршат во таква ситуација. Токму затоа. Така што, верувајте ни дека ние сме тие кои што имавме и искуство и кои што сме доведени во опасност од понатамошното објавување на разговори. На концентрационата влада и пописот но на што вие го немате како ризик. Вие ги немате тие податоци, за жал го немате ризикот. Нашите членови и нашето членство е тоа што исправено пред тоа. Одлично. Сака да го споделиме ризикот. Како што беше понудено, не знаете. Дајте да го споделиме ризикот. Вие носите каков сакате закон, а ние ќе објавиме се што имаме. Во ред договор. Фала многу. Тогаш не ви треба ни закон веќе. Дали избегавате од законот? Не, кога ќе ги доставите? Треба да сте храбри. Кога ќе ги доставите? Треба да сте храбри да кажете без оглед што и да се случи. Без оглед, затоа. Вие ќе ги објавите разговорите. Разговорите ќе ги доставиме онаму каде што треба, до специјалното јавно обвинителство. Епа тука завршува Величковски, вие за жал не сте адреса на кој што треба да ја отвориме јавноста да знае. Со овој закон ризикуваме новинарите да треба да вадат пристап до класифицирани информации за да може да ги следат судењата. Значи замките на ВМРО ДПМН се поставени и тие се нагазни мини. Господине Мачевски, тука е целиот ризик. Наместо анкетна комисија за бомбите, ние добиваме закон за цензура на бомбите. Не, пазете.
Она што е предложено од страна на пратениците на ДПМН и ДУИ апсолутно е неприфатливо, ниту е предмет на разговори. Така што затоа мислам дека господинот Величковски манипулира. Се фаќа за нешто што излегува како информација од ДПМН и ДУИ. Тоа не е предмет на разговор. Дали во работните групи договоривте така што... анкетна комисија за бомбите, рок кој што е пробиен повеќе од 3 недели, така, ако не и се тоа е лажам. предмет на сериозен предмет на разговорите што се случуваат вечерва. Значи се што до овој момент не е исполнето од страна на пред од страна на власта, односно е прекршен договорот од 15 или 2 јуни, е предмет на разговорите вечерва. И тоа или ќе се разреши, или нема. Значи, символично кажано, 15 септември оваа година за нас беше еден датум на прекршување кога требаше да видиме дали има некаква шанса да овој договор се спроведе до крај или не. Тоа е и денеска. Односно, да кажеме теоретски утре, 20 октомври. Значи ќе го направиме пресекот да видиме дали овој договор воопшто има шанса да функционира или не. Секако дека апсолутно доколку договорот не постои, ќе продолжи проектот Вистината за Македонија во првиот момент. И тука ниту закон помага, ниту ништо. И затоа ќе кажам, оној текст кој што беше предложен од страна на пратениците на ДПМН и ДУИ, апсолутно не е текст за кој што воопшто се разговара. Тоа беше нивна иницијатива, нивен договор за да се обидат да протуркаат нешто што е апсолутно неприфатливо. Прво ќе бидат заштитени граѓаните и медиумите и тоа е пред се важно, а дали ќе имаме закон или не, тоа е сосема едно друго прашање кое што треба да видиме што ќе се случува. Господин Величковски, дали опозицијата без така наречените бомби може воопшто да се надева на некој резултат на изборите? На резултат ќе се надева многу колку што нема да учествува во власта. Тоа е прва работа. Второ, бомбите, откажувањето од бомбите беше откажувањето од најсериозното средство, не само за качување на рейтинг, тоа е најмалиот ефект, за обзнанување на состојбата. И тоа беше по мене погрешна тактика. Значи јас можам да ги разберам сите. Можам да ги разберам ВМРО, ДПМН, ДУИ, нормално не сакаат тоа да се чуе. Можам да ги разберам Европска унија, нормално сакаат да видат институционален развој и слично. Ама натаму не можам да разберам. Значи, да вие ги застанете сега бомбите. И она што сакав да го чуем вечерва од господинот Манчевски, дека нема да има закон со кој што ќе се ограничи пристапот до нив, бидејќи не се објавува директно, нема проблем. Вие како новинари кои што ќе го следите утре процесот, мора да може да кажете зашто се зборувал. Или како ќе велите, ќе известувате. Вечерва 48-та и 62-та бомба беше разгледана во специјалното обвинителство и така или во судот. Натаму, ајде да бидеме, значи, ве молам да бидеме сериозни. И уште нешто многу битно. Специјалното обвинителство е еден чекор. Но она што е проблем и што е слабост на Пржинскиот договор, има објективна слабост. Вие може да имате не еден 50 специјални обвинители. Во ова судство, со тие сите постапки, можете да се сликате. Значи, недостатокот на решавање на судската власт, на ослободување на судската власт од политичките стеги, се нешто што беше неопходно да стане цел и остварена цел на Пржинскиот договор. Но и она што е уште натаму обидно. Зашто зборам за таа концентрациона влада која СДСМ ја напушти како преодна влада некаде последната недела пред Пржин. Тука беше проблемот. Значи таа требаше да го елиминира груевизмот и Груевски, при што тоа не значи нужно елиминација и на ВМРО ДПМН. Напротив, парламентарните сили ќе може да создадат многу поинакви основи. Ние објавивме таа платформа во октомври 2014 година. Тоа што се тераше целиот процес и застана во еден момент, ги отвори сомнежите во јавноста за подземните договори. Како беше прво? Немаме средби, после искочи сме имале едно 4 средби. Немало ова, па после искачи имало. Значи, немојте. Оваа јавност веќе има толку истенчен вкус и има толку истенчено чувство за тоа што се случувало и што ќе се случува веќе може да предпостави. Што сега бара јасни одговори. Значи, ја ќе ви кажам да речеме во делот на специјалниот обвинител. Мене не праша што мислите. Луѓе, ние ќе ја браниме кога сите ќе се откажуваат од нејзе. Вечерва дали ќе има договор? Не. Договор ќе има, утре са бајле од 4:15. Зошто? Затоа што Хан во 5 мора да полета и после да оди во Турција. И ќе се заврши тоа. Дали ќе се изберат специјалните, тоа веќе во саботата го изјави, дали ќе се изберат помошниците на КТЦ Јанева? Да, ко општина ќе ги гласаат. Има да ги гласаат затоа што, пазете, тоа е нешто што е веќе кажано во кругови во кои што можеби господинот Манчевски не го знае тоа.
Но тоа веќе и во дипломатските кругови проциркулира, дека до неговата посета, бидејќи наредната недела, Груевски ќе излезе малку од земја, нели така некој роудшоу каде збогати економијата, уште некој странски инвеститор да донесе веројатно. До тогаш ќе се заврши. И немојте да правиме фами. Да правиме фама, односно да го решаваме она што е во наш домен. Груевски не може да ја следи агендата на опозицијата кога ќе има агенда. Тој е успешен само во следење на собствена агенда. Што малку му се измести нишанската справа, толку е. Добро, да се задржиме на преговорите. Господин Манчевски, според договореното со господинот Хан на последната посета, СДСМ требаше да ги предложи министрите до утре. Дали ги предложите утре во собранието министрите и замениците министри? Видите, најмалку се важни имињата и најмалку е важно учеството на СДСМ во таа влада. Многу побитно е претходно да се решат сите овие прашања што се отворени од договорот 15 јули 2 јуни. Значи небитни се имињата, небитно учеството во владата. Или ќе биде испочитуван договорот до крај, или илузорно е нашето влегување во владата. Добро, но така што едно од клучните работи е контролата на Министерството за внатрешни работи. Апсолутно, меѓутоа пазете, воопшто не се разговара за имиња, се дека не е решат и воопшто не помислуваме за влегување во таа влада, се дека не се разрешат прво овие крупни отворени прашања. Тоа е прекршувањето на законот за јавното обвинителство, тоа е анкетната комисија која што до сега требаше да биде исполнета и тоа е финализирањето на изборниот законник. Меѓутоа, крупни се прашањата што се пред нас и да видиме дали ќе успееме да постигнеме решение за тие. Сакате да кажете дека на лидерската средба сега што е во тек во Пржино не се разговара за имињата за министрите и заменици министри? Видите, ај сега да се вратиме малце што е договорот. Значи, имињата на министри и заменици министри не се разговараат со другите партнери, другите партии, а министерот за внатрешни работи е во консултација со другите партии. И тоа не е барање на консенсус. И ќе се вратам на вашето прво прашање во односи на случности на бомбите. Знаете како? Така наречените бомби, односно доказите и аргументите од нелегално прислушуваните разговори, тие ја одиграа својата улога. Значи ја прикажа, ја уверија јавноста во она што ние како опозиција долго време го зборувавме. Ја соголија власта. Објавувањето на 5, 10, 15 нови разговори нема да го промени мислењето кај граѓаните, кај дополнителен број на граѓани. Тие што се прекршиле од кога ги слушнале овие шокантни разговори и за нас и за господин Величков и сите што сме ги слушнале, тие се прекршени. Она што на граѓаните сега им треба и ние се фокусираме на тоа е алтернативната понуда. Значи затоа сме влезени во процес на широки консултации со граѓаните. Гледате секојдневно сме некаде на терен, каде што се консултираме околу нашата заедничка со нив визија за Македонија после 25 април. Тоа е она што во овој момент граѓаните сакаат да го видат, за да можеме заедно да ја градиме таа една нова демократска Македонија. Знаете, затоа што јавноста мислам дека сосема доволно се увери и во решителноста, и во нашата храброст, но и во искреност што имавме во целиот овој период. Сега на вистина сметам и во право се граѓаните бараат понуда, ја бараат алтернативната понуда, која што заедно со нив многу брзо ќе ја презентираме на јавноста, која што ќе биде фактички она што треба да се случува после 24 април. Господине Манчевски, Лазо Велковски и Раде Јанковски. Дали еден од нив ќе биде новиот министр за внатрешни работи? Мислам дека заборавате и многу други имиња што до сега беа прогласени за министри и за внатрешни, и за труд и социјална политика. Јас ако не се лажам бев и за председател на ДИК во некои од медиумите, така што апсолутно се е во сферата на шпекулации и многу брзо да се стрпиме до утре, ако постигнеме договор по овие приоритетни, клучни претходни прашања, ќе го разбереме името на сите министри и заменици министри. Ниту еден од овие двајца не е министер. Ќе видиме во текот на утрешниот ден, меѓутоа пак ќе кажам, тотално е ирелевантно кој ќе биде персоналното решение во било кој од овие министерства или заменици министри. Важно е дали претходно ќе имаме целосно почитување на законот за специјално јавно обвинителство, анкетната комисија, изборниот закон. Ќе дозволите само една кратка опаска. Комплетно е небитно кој ќе биде министер, дали ќе го дознаете денеска во 10 часот или утре во 10 часот утрината, се комплетно е небитно. Една работа, за тоа се согласуваме, но еднакво не се согласуваме за следното. Граѓаните бараат да знаат што е со монструм. Тоа е бомбата што се должи. Граѓаните бараат многу уште такви бомби. Не интересира фрижидерите како му се на Ставревски дома. Тоа е обврска
која ако се донесе законот за кој што зборуваме, вие ќе ја спречите. Вие имате должност тоа да го спречите. И натаму, користете ги, наместо да игнорантски се однесувате и кон оние кои што се однесувале спротивно на вашите партиски политики. Користете ги искуствата. Користете нивната добронамереност и во парламентот и надвор. Да не се залажуваме. Груевски не ги добиваше изборите на програма. Немојте сега со ваква или таква програма да го аргументирате дека неговата програма била подобра. Вашите објавени разговори потврдија дека не било прашање на програма. Ако се бара консензусот и ако се барат соработките, тоа се точките како да се сруши една влада. Благодарам. Величковски, само едно да кажам, за жал многу кратко. Не е само монструм, таму има многу други монструозни дела. Почнете со. И затоа, апсолутно, имајќи во предвид се што е таму инволвирано, мора да имаме судска разрешница и мора тие што се сгрешиле пред законот да бидат казнети, а не јас или вие да се задоволуваме во јавноста од одредени разговори. Сите што се сгрешиле пред законот, сите ги бидат казнети и вистината за Македонија ќе излезе на виделина како што тоа го ветив. Господа, ви благодарам. Закон Гордана Јанкуловска. Се најде. Господа, ви благодарам што вечера бевте гости во Анализа 24. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со Дневникот на 24 вести. Пријатно.